На 10 и 11 мај во Тетово, поточно во Брвеница, во ресторанот Балком, се одржа 33-тото републичко финале на Вешта жена. Поточно се избра вештата жена на Република Македонија во конкуренција на победничките од сите градови каде што годинава се одржа општински надпревари за вешта жена, а беше избрана и Гран при вешта жена на Република Македонија за 2025 година. Ова убава 33 годишна традиција која ја негуваат вештите жени е настан што ги собира жените од цела Македонија на едно место, па дури и жените македонки кои живеат и работат надвор од границите на нашата земја. Во следниве минути разговарам со председателката на невладиното мултиетничко мултикултурно здружение Вешта жена, идејниот творец на ова убава манифестација, господјата Снежана Стојановска Жана. Жана, пред се честитки за уште едно успешно републичко финале и воопшто цел циклус на општинските надпревари кои што претходеа на ова 33-то финале. Благодарам од се срце. Меѓутоа имам нешто што би сакала да го пренесам. Генерално секогаш се врзуваме за последниот настан. Меѓутоа, за да дојдеме до републичкото финале, почнувајќи од февруар месец, значи сме поминали илјадници километри низ Македонија со одржување на општинските надпревари, ангажирани организаторки од тие градови каде што ќе биде настанот како општински, подготовките сите што се направени, воедно публиката која ги следи вештите жени во сите тие градови, и тоа е на толку многу енергија потрошена за сето тоа, за да изгледа онака како што треба 10 и 11 мај во Тетово. Голема благодарност до организаторките на Вешта жена, затоа што без организаторки, без жени кои ќе трчаат да го направат тоа како треба, и без оние кои што не влегуваат во суштината на другите кои како ќе им рече. Значи, ние сме борци како Вешта жена, она што е зацртано го правиме и не интересира од страна сите коментари, посебно негативни. Затоа нашата реченица е: кој знае подобро нека направи, а секој оној кој што организира знае колку е тешко тоа да се изорганизира. Меѓутоа, кај нас има и една друга основна работа, за која што 33 години да постоите. Прво, се избрани правите личности кои ги водат сите овие работи, иако во основа Жана све тоа прави. Не, Жана ништо не прави. Жана само ги координира сите оние кои што во одредени сегменти се задолжени. И предноста е што секој што е задолжен за својата работа, не го интересира тој другиот што треба да изработи. Така и за републичката што беше, екипата беше комплетно спремна за својот дел, а јас лично, поаѓајќи од едно, кога ќе го задолжам еден за нешто, ја понатака не мислам за тоа, знам дека е завршена. Па Ирена, а една си и од тие и ти, заедно со Габриела Димовска, која ја шпартавме Македонија, па отидовме и во Србија, и таму 6 града од Србија. И затоа, секое задоволство, посебно ние што го имавме, во основа ја постигнавме целта. А главната цел не е готвењето. Сите се готвачки дома. Која дома и готви некој друг, освен, да речеме, на некој ниво? Основата е, причината е храната. Целта е постигната со таа споделена љубов меѓусебна на жените од сите тие 15 града. Од сите тие градови кои што меѓусебно жените и не се познавали, затоа што ние годинава имавме доста млади вклучени, кои за прв пат се наоѓаат тука. Меѓутоа, упорност од организаторките од градовите, имавме ние и поддршка од градоначалниците кои им помогнаа за доаѓањето тука,
направија да се функционира како часовник. Да не ја испуштам и Зорица Јовановска, која што успеа за толку кратко време, од толку многу градови, тие 350 луѓе во ресторанот да ги среди онака како треба. Атмосферата на вистина беше прекрасна и тие 2 дена беше собрана Македонија во мал. За разлика од општинските надпревари, каде што надпреварувачките кои што сакаат да учествуваат и кои што се пријавуваат, си ги спремаат сами масите, тука на републичкото финале, според правилата на Вешта жена, доаѓаат еден ден однапред победничките од сите градови и на лице место пред будното око на републичкото жири ги подготвуваат масите, ги сервираат и ги декорираат. И тоа е еден посебно убав дел од самата манифестација, која нормално кулминира утредента, кога доаѓаат и гостите, публиката и кога се извршува самото гласување. Да. Подготовката во градовите точно само ги изложуваат и со тоа се одбира без разлика како и да е. Тоа е од една причина да бидат сите еднакви. Во некој ресторан може да се спрема, негде не може, каде е организирано. Меѓутоа, не е само тоа што ќе дојдат тие и на лице место ќе подготвуваат. Кога ќе го завршат тој дел, затоа што жирито ги оценува на 10 вечерта. Значи, они со оценувањето тогаш си масите наместено и се. Доаѓаат од градовите, како што кажав и претходно, кои не се ни познаваат меѓу себе. Се сместени во хотелот Јал, тука одма до ресторанот. Тоа е во Брвеница, Тетовско. Да. И вечерта им правиме забава. И вечерта секогаш им викам, вечерва, дружете се, забавувајте се, имате музика, имате нормално све што треба. За вас вечерва е Вешта жена. Затоа што си опуштен со другиот ден, веќе се е во некоја динамика, затоа што треба за 5 часа се она што е замислено и се она што треба да се реализира, да се каже, да се види и нормално и гостите што дошле малку и на музика да поиграат. Значи има сепак забавен карактер, меѓутоа главната цел е споделување на љубовта меѓу луѓето, затоа што ние тој сегмент го изгубивме. Друго, го изгубивме сегментот дека никој не треба да се меша во туѓата работа, значи секој усе што се меша и затоа тоа искача бучкуруш, ма не само во ова, воопште генерално, поставени луѓе на места кои што воопшто немаат ни појма, само он по политичка основа е ставен таму. Да го прашате, мислам дека пола и од тоа не знае и чека другите да го научат. Кај Вешта жена нема тоа. Кај Вешта жена, секоја што е во жирито, таа веќе се надпреварувала, таа веќе учествувала и како многу пати што ќе кажам, ние сме еден автобус во кој се качува секој кога сака и слегува тогаш кога сака. Меѓутоа некако повеќе се качуваат, помалку слегуваат. Тоа ќе додадов, обично кој ќе се качи не слегува, си го тера патот. Така. Иначе, нашето мултиетничко и мултикултурно здружение е во права смисла на зборот. Иако, кај нас наречеме во Тетово, има здруженија, има албански здруженија, има македонски здруженија, кај нас во нашето здружение и македонки, и албанки, и ромки, значи сите тие се членови. И кога е во прашање хуманитарноста, секогаш наоѓаме време да го направиме тоа, а сега на 25 мај во Пехчево, во црквата Петар и Павле, ќе се одржи етно Вешта жена како републички настан, во кој што од сите градови доаѓаат жените со подготвена храна како вешти жени, со нив си носат и гости, таа храна се продава и средствата се наменети конкретно за самата црква и за самиот манастир. Така, ова е исто еден настан што со години се одржува и секогаш на различно место, во различен град, различна црква или манастир. Затоа што минатата година беше во Јоаким Осоговски, паричката падна од Струмица таму.
Минатата година исто сега Пехчево ќе прави погача во која ќе стави Париже, затоа што минатата година паричката падна во Пехчево. Значи ние веќе 25 години тоа го правиме и сега останаја градови кои треба да добијат парич, зашто кој му паднало паричето више тој не влегува во тој. Значи остануваат Виница, Прилеп, Македонски Брод. И сега некако има Делчево можда ќе се уклучи, меѓутоа ние овие 3 града ги ставаме во комбинација каде до година ќе падне. Иначе во црквата во Петар и Павле во Пехчево ќе бидат сите средства наменети за менјавање на олуците во црквата кои се во распаѓање. Значи конкретно. На републичкото финале, конкуренцијата и оваа година, како и сите претходни, беше на вистина многу силна, затоа што едноставно финалето е толку голем мотив и инспирација за надпреварувачките, што се трудат масите со кои што победиле во своите матични градови да ги доведат до совршенство, да ги надополнат, да ги доукрасат, да ги надоградат, но начинот на гласање, кој што предвидува да гласа и публиката, но и искусното жири, а победничка да биде надпреварувачката која што вкупно има најмногу гласови. Кога ќе се соберат од публиката и од жирито, овозможува еден транспарентен и реален избор на победнички. Иако вие често велите дека на вешта жена сите се победнички со самото тоа што учествуваат. Па сега ајде да ги кажеме дамите, вештите жени што успеа во таа силна конкуренција да се закитат со посакуваната титула вешта жена на Република Македонија за 2025 и Гран при вешта жена на Република Македонија за годинава. Значи, кај нас мотивацијата не ја правиме само која ќе биде таа брв, меѓутоа секогаш мора да има некој брв, додека се другото останува на сите подеднакво со статуетките, со поклоните од Велес, од Даниела, да ја поздравам што ги изработи за нив лично. Значи, вешта жена годинава титулата и вешта жена Гран При ја добија Прилеп. Значи, за вешта жена е Недеска Цвета, додека за вешта жена Гран При е Катерина Николова. Со тоа што тие две маси, не значи дека другите беа многу понадоле, меѓутоа доминираја во однос и на жирито, во однос и на публиката и беа подеднакво наградени, имаше второ и трето место и во вешта жена и Гран При, додека од публика доби Кичево. Значи, тука остануваат оние реалности во однос на самото функционирање на жирито, кој дел треба да се изработи и мора да биде онака како треба. И најубаво од се што сите учеснички на крај завршуваат насмеани, прегрнати, што значи дека секогаш на прво место сепак го става дружењето, можноста да бидат дел од самиот настан, од тоа големо семејство на вешта жена, а некако пласманот доаѓа во втор план кога е во прашањето тоа пријателство и учество. Пошто многу пати, Ирена, спомнуваш идеен творец Снежана Жана Стојановска, знаете во што е суштината на сето тоа. Ние ги погодивме, јас ги погодив во тој проект 2 месеца правен од 92 година, што е тоа што жената би се мотивирала да биде тука, да се продолжи, да не се застанува, да не напушта, значи беше вешта жена, ајде сега Гран При, тие што завршиле па 3 години се надпреваруваат и едно од најважните работи. На крај, кога завршува сето тоа, знаејќи дека не можат они да се сретнат веќе до наредна година ние кои ќе го правиме тоа, а се виделе само на кратко на републичката и тоа само победничките, другите што дошле се веќе гости како и да е, го организираме заедничкото патување на сите вешти жени учеснички од Македонија оваа година од 19 јуни до 27 јуни вештите жени идеме на патување на одмор седмодневен на островот Евија. Тогаш
веќе го кронисуваме сето тоа, тие веќе пријателства се зацврстуваат повеќе, тоа е жените што го сакаат. Тоа е вешта жена, што тешко може да се опиште за кратко време, затоа што на вистина една традиција која што обстојува и како што спомнавте ги сплотува жените од различни делови на Македонија кои што да не постоеше вешта жена немаше да се сретнат никога. Еве вие видовте, имаше и возрастни, имаше и помлади, имаше од различни професии, сите тие различности не прават да бидеме еднакви. И тоа е богатството. Жана, честитки уште еднаш за успешната организација, до вас како организатор и председател и до сите учеснички кои што придонесоа со своите прекрасни маси и со нивото кое што го покажа да биде манифестацијата настан за кој што еве долго и после него се кажува и прераскажува. Благодарам од се срце.